Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со еден мој колега музичар, кој што по диплома има практично две професии. Тој е и диригент и композитор, а нашата јавност го опамети по неговата активност, всушност вработена во Македонската филхармонија, во продукцијата, меѓутоа сите ќе се сетат на еден прекрасен концерт со маестро Бебешелеа, кога можевме да го видиме на сцената и кога зборува за музиката која што ќе биде изведена вечерта, но во даден музички и историски контекст. Јас нема да должам многу, некои го познаваат, некои не. Јас за среќа го познавам уште од студентските денови по композиција и денес со нас е Ангел Спировски. Добре дојдовте, Ангел, во емисијата Астрорум. Добре ве најдов. Благодарам за издвоениот простор. Токму како што кажа да ме познавате од студентски денови, практично првиот запис во форма на интервју со мене го направивте токму вие, така што особена чест е да сум сега и дел од Астрорум. И мене навистина ми причинува посебно задоволство, зашто нема да заборавам кога во рамките на еден убав европски проект, европски современи композитори, вие учествувавте на една работилница и тогаш не удостоивте со интервју. Уште тогаш се надзираше перспективна личност, со амбиции, со некој кој што, иако знае дека во Македонија да се биде композитор или диригент, е работа која што е навистина макотрпна и неизвестна. За овие профили ретко каде постои вработување, како да се биде некој оркестрант, сепак бројот на места во оркестрите е поголем, меѓутоа тоа се исплатеше, бидејќи со таков труд, кога тогаш луѓето се издвојуваат и се наметнуваат на средината, сега сте еден од омилените музичари меѓу нашите музичари, некој кој што во себе носи многу знаење. Е сега, како со сите соговорници, да видиме како тоа почнавте да се интересирате за музиката. Дали станува за семена традиција или пак за личен порив, некаква средба која што одлучила дека ова ќе биде ваша животна определба? Па и едното и другото би рекол. Прво, иако јас сум првиот академски музичар, во фамилијата сепак до таму до каде што имам податоци, сите се занимаваат со музика. Татко ми свири хармоника, дедо ми пеел и има записи за југотон. Еве интересен факт, првиот запис на народната песна Домаќине добри гости ти дојдоа е токму на мојот дедо. Неговиот татко свирал гајда, така што до таму до каде што јас имам информации, луѓето се занимаваат со музика. Од страната на мајка ми има нижо образование по пијано, така што бев опкружен со музика. Татко ми постојано ме заспиваше свирејќи. Тоа е вака по традицијата, а средба, да, еден концерт на Симон Трпчевски во Струга, мислам дека имав 4-5 години, може би малку повеќе. И знам дека после концертот бев многу возбуден, седев крај дримот и плачев затоа што мислев дека ми е многу доцна да се занимавам со таа работа и дека можеби е доцна да станам концертен пијанист. Дури се сеќавам дека и сум му пишал еден мејл на господин Симон Трпчевски, на кој не ми врати. И за оваа ситуација скоро му ја раскажав и практично вика или завршила во спам или не сум ја добил и ми се извина. Така што постоела таа внатрешна желба за музика, ама мислам дека за време на тој концерт беше амплифициран и тогаш знаев дека сакам да се занимавам со музика и тоа со академска наобразба во музиката. Кажете ми, прво свиревте пијано. Предпоставувам дека тоа беше вашиот прв инструмент или почнавте со некој друг? Не. Почнав со хармоника, по стапките на татко ми, практично татко ми почна со мене по неговите стапки. Но во даден момент сватив дека, односно тогаш предпоставив дека најверојатно ќе завршам свирајќи музика по кафани, што воопшто не мислам дека е лошо, но дека е нешто што јас не би сакал да го правам.
А од денешна перспектива па и мислам дека и тоа не морало да значи, но ете со моите информации кои сум ги поседел на 5 годишна возраст, едноставно така ми се причини и се сеќам тогаш патувавме од Струга за Прилеп да ја посетиме баба ми и чисто вака за илустрација бев многу дебел ко дете. Не знаев како да се извадам од ситуацијава дека не секам веќе да свирам хармоника и во еден момент им викам на моите тато, мама, мене ова ми е многу тешка хармониката. Тие се погледна, знае дека нешто не е во ред и дека не е така, бидејќи немаше проблем на вистина да ја носам на мене, но веднаш се одлучија да ми понудат решение што сакаш сега следно и јас тогаш кажав пијано. И баш кога одевме за Прилеп, го земавме инструментот на мајка ми. Значи, на 5 годишна возраст почнав со хармоника, некаде 9-10 годишна возраст пијано. Се запишав во средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец, паралелката во Струга, и сам дека 4-та или 5-та генерација. Како музичар, теоретичар и педагог, па ми се појави љубовта кон класичната гитара. Се префрлив на тој оддел, за на време на пред времето на студии да сватам дека сакам да се занимавам со композиција. Тоа е затоа што секогаш повеќе се радував кога создавам нешто, отколку кога нешто репродуцирам. Не ме ни чуди вакви скокови од една на друго, тоа значи дека вам рамки од секогаш ви биле тесни, никогаш не сте сакале да се затворите и да останете на еден модус. Кажете ми, бидејќи се знае, сега не знам какви се состојбите, меѓутоа од секогаш на факултетот за музичка уметност постоеле поелитни смерови, потешки во смисла на полагање на приемен испит, години искуство за да влезете во класата, да можете да запишете композиција, диригирање, музикологија, етномузикологија. Како одеше тој процес? Имавте некакви предзнаења, своји композиции, контактиравте некого за да ве упатат во техниките на компонирање и просто за да можете да покажете некакво предзнаење кое што ќе вети дека ќе бидете добар студент по композиција? Првичната моја идеја околу композицијата беше уште кога почнав да свирам пијано. Кога ова морам да го потенцирам, долг период свирав без ноти. Се што моите професори ми предаваа, успевав да го запаметам на памет во моментот и едноставно имав одбивност кон таа работа, па така и си играв постојано со музичката материја и во еден момент дури мислев дека јас сум креаторот на превртувањата на акордите. Кога поставив до, ми, сол и тоа ниското се го префрлив горе и добив секст акорд, помислев дека јас сум креатор на тоа. Мислам, лудо од моја страна, во секој случај, особено од денешна перспектива, но таа среќа дека јас нешто сум создал беше многу голема. И сватив дека тоа е нешто што многу сакам да го правам. А потоа, некаде 2-3 година во средно училиште, се сеќам свирев двогласни венција Демол од Бах и Моцарт F-дур соната, кој во чиј развоен дел модулира исто во Демол и се... Почувствувавте дека можете да ги фузионирате двете, сакате да кажете дека создадовте едно дело од двете? Токму така. Фала ви на помошта. Значи, се почувствував дека можам да ги спојам и тоа дополнително ми создаде радост и во тој момент побарав мојата професорка, класен раководител ми беше во средно, Билјана Мализанов, сега мислам дека Николовска, да ме упати што и како. На моја огромна радост, во тој момент ме поврза со подоцна мојот ментор по композиција, професор Дарија Андовска, и професорката Дарија многу несебично ни целиот процес, речиси 1 година ме спремаше пред приемните испити и мислам дека ги поминав без никаква мака. Не само без никаква мака, сега ако добро се сеќам бев првиот на листа на ниво на факултет во таа година.
И тогаш била горда и сега имаше една објава на социјалните медиуми кога вашата композиција беше исполнета на европска сцена од европски ансамбл, но за тоа малку подоцна. Колку е важен професорот во развојот на една композиторска личност? Некои ќе се пожалат дека можеби не може да се одвојат од влијанието на менторот, некои ќе посочат како посебна предност дека ги учат само техниките на компонирање, а професорите ги упатуваат да си го најдат својот сопствен јазик. Каков беше тој ваш процес? Бевте оставени да се развивате слободно или можеби кога се чувствуваше потреба да се канализирате некаде се случуваше и некоја таква мерка? Многу интригантно и тешко прашање би кажал. Ќе се обидам да го одговорам најдобро што можам. Мислам дека одговорот, барем во моето искуство во процесот на изучување на композицијата, беше микс од двете и за тоа сум многу благодарен на мојата професорка која умееше тоа како да го направи, кога да ме пушти да истражувам и да одам со главата во зид, што се вика, а кога да ме заузда и да ми ги постави границите. Јас имам чувство дека низ студиите не се борев толку со абсолвирање на самата материја, туку повеќе со борба со егото, и довербата, со тврдоглавоста, како да верувам дека постојат и други начини. Мислам дека таа борба беше во мојот личен случај беше по-тешка, додека останатите елементи, конкретно поврзани со музичката професија, многу полесно ги сваќав и затоа баш и скоро и се чувме со мојата професорка и заблагодарив уште еднаш за тоа што имала трпение, бидејќи знам да бидам тврдоглав, колку време треба некогаш за да некој ме убеди дека ова е за мое добро. Така што благодарен сум што издржа на тој пат. Во денешно време ќе забележиме дека врвни пианисти почнуваат со диригирање кога ќе достигнат некаква зрелост и навлегување длабоко во сите можни партитури. Некои композитори исто така при диригирање на сопствените композиции и поставување. Зошто решивте да студирате и втор оддел? Зошто беше потребно и такво формално образование? Што беше прво, што беше потоа, како се испреплетуваат тие две? Јас верувам дека со вашите знаења и апсолвирање на целото знаење за самите партитури, периоди и се она што се изучува за да се биде композитор по диплома, можевте да застанете и пред оркестар. Беше потребно тоа што вели народот пемпеле да го имате и да го трошите времето, или сепак има нешто да се осознае повеќе од композицијата или во диригирањето различно од компонирањето? Како што поминува време, се појасно ми станува дека дефинитивно не само што вредеше, него и е неопходно. Особено што имав среќа да сретнам неколку профили на такви комбинации на композитори и диригенти, некои кои академски ги поминале двата патишта и други кои направиле, едноставно изучувале со силен фокус едно, а другото со тек на време им се пројавила желба. Сите оние кои ги познам кои се насочили академски и на двете дисциплини, сум ги доживел како покомплетни музичари и се повеќе верувам дека тоа е така. Зошто се случи со мене тоа? Беше затоа што нели спомнав дека повеќе ме радува тоа да создавам отколку да репродуцирам. И тоа е така. Но во репродукцијата имаше еден момент кој исто така е дел од мене, а тоа е адреналин и потребата да се биде на сцена. Кога се соочив со тоа дека веќе не излегувам на сцена, значи први се запишав на композиција, некаде во вториот семестар веќе кога се соочив со тој
факт дека можеби никогаш веќе нема да бидам на сцена и нема да се борам во моментот со она што е суштината на музиката, тоа дека таа почнува и завршува во еден временски фрагмент и тоа е тоа. Таа возбуда секогаш ми представувала предизвик. Тогаш се обратив до мојот втор менторот по оркестарско диригирање, маестро Саша Татарчевски. И можам да кажам дека со 20 ментор имав голема среќа да одберам луѓе кои можат да се прилагодат на мојот сензибилитет и исто и јас на нивниот. И во тој правец сакам да изразам исто благодарност до маестро Сашо, кој секогаш знаеше колку да ми даде ветер во грб, а колку да ме остави сам да се борам и особено нешто што на кое сум најмногу благодарен е можноста да работам со ансамбли, нешто што знам дека многу студенти претходно па и некои потоа за жал немаа шанса да го искусат. За време на студиите некои од ансамблите на самиот факултет да ги практично да ги раководат и на тој начин да стекнат искуство, јас имав таа среќа, таа можност ми ја обезбеди токму професорот. Така што, тоа е горе-долу која беше прво, која е второ, композиција, диригирање и која е моето видување на потребата од тоа дали треба и двете дисциплини да се изучуваат. И сега уште дочекуваме круната на тоа и научно да го заокружите целото ова знаење со еден докторат во теоријата. Шегата настрана, вие сега сте конкурентни со овие две дипломи, со целото знаење. Вам само да ви посакаме да имате што повеќе шанси да бидете и на сцената и да создавате дела. Во една мала средина не е можно фреквенцијата да е таква каква што би си посакувале. Па во таа смисла, дали никогаш не посакавте да заминете надвор на студии, на доусовршување, па тоа да биде одскочната штица која што би ве водела на светските сцени, иако ваши дела се изведуваат и надвор, вие имате настапи веќе во вашата биографија на фестивали надвор, без разлика што е тоа во регионот. Еве сега ви се случи да ни кажете нешто и за ова последнава голема премиера. Така, потреба, идеја и визија за тоа да го продолжам на образбата постоела, веројатно и се уште постои. Дури имав и една шанса да заминам за Тел Авив, но некои останати приватни работи во тоа не би кажал дека ме спречи, но едноставно ми наложи дека сакам да одберам поинаков пат, барем сега за сега, и во суштина сум многу среќен, особено затоа што, ево сега да се надоврзам и за тоа што спомнавте, пред неколку денови ми се изведе премиера на моја композиција во Германија, Нојвид, во рамки на Перформ работилница. Ќе зборувам за тоа малку повеќе за кратко, но сакам да кажам, и во тие искуства кога сепак излегувам надвор, исклучиво со оваа наобразба тука и со по некој мастерклас како резултат на некој од диригенти, композитори кои доаѓаат на денови на македонска музика и неколку други фестивали во регионот во кои сум учествувал, со тие предзнаења, домашни што се вика, гледам дека секаде сум конкурентен, дека секаде можам да парирам, и тоа во најубава и најискрена смисла во зборот, не како надпревар на знаење, но туку едноставно споделување на разни искуства. Околу композицијата која се изведе, тоа е работилница која е во организација на Европската унија на музички надпревари за млади, MC, кои сакале да обезбедат дополнително искуство за нивните победници на надпреварите, така што ги собираат сите и им создаваат работилница раководена од НИКО или New Ideas Chamber Orchestra од Литванија, од раководство на Гедеминас Келготас, на која работилница тие ќе ги осознаваат новите техники на изведување на музика. Во рамки на таа работилница бев повикан да имаат и дополнително искуство
младите инструменталисти, тоа е да работат на премиера, да го доживеат и тоа искуство и тој позитивен притисок, би рекол. Сакам да изразам благодарност до мојот колега Борис Светиев, кој ме препорача до МС, до нивната организација, и на тој начин јас станав дел од оваа приказна, и која беше многу интензивно и многу неочекувано искуство. Отидов таму, прекрасно убаво мало градче на брегот на реката Рајна, се сместувам, се е добро, и во еден момент ми вика дека ти имале цел гудачки оркестар. Ден-два пред тоа ми зборува дека имаат до пред еден-два дена ми кажува дека имаат гудачки квартет. И ми нарачуваат композиција за гудачки квартет пред една година, композиција која јас ја пишувам, и ми ја давам, и кога доаѓам таму гледам дека има само нема квартет, туку има цел оркестар. И веднаш потоа бараат да направам нова композиција на која понуда јас морам да кажам се изнервирав на почеток, ама се одлучив дека сакам да се пресметам себе си, можеби да си докажам што можам да направам, и 3 дена додека сите се забавуваа, првите 3 дена додека сите се забавуваа и се запознаваа меѓу себе, јас како некој затвореник седев и пишував музика. Без престан. Дури имаше еден или два денови каде што ги испуштив сите оброци со еден сникерс, работев по 20 и нешто сати на ден, за да успеам да завршам композицијата. За во еден момент нивниот уметнички раководител Гедиминас Гелготас да ми каже: да, ова е одлично, но има предвид и дека треба оваа композиција твоја да ја научат на памет за 2-3 дена. И успеав во тоа, затоа што уште на вторијата проба, практично во вториот саат, во истиот ден тие веќе успеа дел од композицијата да свират на памет, за на крај на концертот да е прекрасно искуство, со една од причините зашто тие сакаат да свират на памет е затоа што имаат многу интензивно светло, кое просто не би можеле да читаат ноти во тоа, во тие услови, а другата и можеби поголема е да се изведува музиката како поп артист. Имаше една многу интересна теза која им ја кажуваше Гедиминас на неговите ученици во тој период, кога Мадона излегува на сцена, таа пее песната на Мадона. Во суштината никогаш не е песната на Мадона, туку тоа е, песна на некој продуцент. Ние со истата таа енергија треба да излегуваме на сцена, дека тоа не е песната на Ангел Спировски, не е песната на Чајковски. Тоа е песната која јас ја изведувам денеска. Не во правец на негирање на големината на композиторот, него напротив, доколку сакаме да го постигнеме ефектот кој тој сакал кој самиот композитор го напишал, треба така да се однесуваме. Многу интересно. Многу интересно, бидејќи она што велат, за да ви легне некоја композиција, сепак треба да се усвои и мемориски, за да можете да дадете максимум од себе. А вие сте имале вистински предизвик, сега може да ви дадат и сертификат за работа под притисок, по нарачка, за помирување на немирниот дух и прилагодување на потребите на нарачателот. Навистина, не ја знаев ова приказна, во секој случај вам сигурно ви имате ново искуство, што ќе го паметите цел живот и што сега ви дава сигурност да можете да помислите дека нема веќе толку страшни работи и можете да одговорите и брзо и соодветно во дадени ситуации. А кога го споменавте вашиот личен јазик, како да слушнав дека се уште го барате, што беше многу вака честно и ретко го слушам, бидејќи уметниците знаат да бидат и егоистични и убедени, горди, сигурни во себе, но вие го кажавте ова, па кажете ми сега, во овој даден период, која е таа естетика? Можеме ли со некого да споредиме? Каде се движите? Вие сте про
тоналност или проатоналност и знаеме што се случи во 20-тиот век, 21-виот, како да се бара веќе да се враќа на основите зашто се изгуби смислата. Не во сите дела, но во некои секако да. Мојот прв печаток за современата музика беше збунувачки. Тоа беше ансамблот Преарт, која токму мојата професорка Дарија Андовска го имаше донесено во швајцарски ансамбл, кој го имаше донесено во Скопје, ако не се лажам, 2013 или 2014 година. Тогаш прв пат се соочи вака во живо со современа музика. Претходно многу се интересирав и ја слушав, но една работа прва и основна, мислам дека современата музика е нешто што треба да се доживее во моментот. Бидејќи музиката воопшто е за мене е вибрација. И таа вибрација во сала, кога се изведува современа музика, е многу поинтимна него големите оркестарски дел од изминатите периоди. Затоа мислам дека првен за човек да може да ја категоризира современата музика, мора да ја доживее и тоа со отворен ум и отворено срце, без некаква стигма, неколку пати да ја изслуша. Јас имав среќа да си го обезбедам тоа, бидејќи првата реакција моја физиолошка, што би се кажало, беше збунет. Тоа можам да го кажам. Кога дадов шанса на тоа, знам и баш во истиот момент имав некои колеги кои присуствуваа на истиот концерт и тие не го направија тоа. Тие од старт имаја одбивност и денес не се занимаваат со музика воопшто, ако не се лажам, или барем не на академски начин. Повторно викам, не мислам дека тоа воопшто е лошо од било кој аспект, но едноставно она што јас го почувствував тогаш беше збунувачки, но јас сакам да верувам дека секогаш кога сум збунет од нешто, давам уште една-две шанси да го осознам подобро пред да дадам заклучок. Па така, следните денови на македонска музика, веќе не се сеќам, бидејќи сум ги посетил, ми се чини, од 2014 наваму сите концерти на денови на македонска музика и не знам, хронолошки не знам кои како биле, ама знам дека имаше многу добри ансамбли и тогаш ја почувствував таа магија на тоа дека современата музика како фокус го има звукот. А тоа потесно се поврзува со таа физичка категорија дека музиката е вибрација. И тој момент мене многу ме заинтригира. Сега околу тоа каде мислам дека јас се движам, да би сакал да знам, многу лесно да ви одговорам. Би сакал, ама исто така и немам проблем да почекам тоа да си созрее на правиот начин. Од секогаш ме нервирала таа дистинкција на тонална и атонална музика. Тоа ми било од секогаш, не знам, малку снобовски. Постои добра или лоша музика. Добра тонална или добра атонална музика, добра спектрална музика, не се само и тие две на крајот на денот. Таа дистинкција некако мислам дека од слаба информираност, вака колективна се има случајно но мислам дека ево при крај сме на сето тоа, мислам дека повеќето луѓе знаат да направат разлика помеѓу што е што. Барем оние кои се професионално се занимаваат со музиката. Би кажал дека јас сакам да ги искористам сите механизми, но на крај да представам една прекрасна атмосфера. Сакам да представам спокој. И во тој контекст мислам дека барем за сега ги користам и двата тие елементи. Користам и елементи кои се понестабилни, ево да кажам, не би сакал да искористам фразата тонална музика, него нестабилни системи чиј резултат ќе вроди со уште поголема потреба за она што е консонантно, она што е природно по некои, да кажам, физички правила, акустички поставени, апропо тоа блиски на тоналната музика, бидејќи таа всушност излегува од истите.
Значи потребата да се стигне до тоналната музика да се појави преку слушање атонална музика. Знаејќи го нашиот фолклорен бекграунд, македонскиот, и тоа консонанца и дисонанца е дискутабилно, така што нам ни е иманентно да уживаме во тие продорни решенија акордски или возвуци дури. Јас знам дека вие сте еден пример каде што почнавте со западната музика, да речеме сте ја слушале хармониката, но таа сега ви се враќа со годините ви се враќа на повеќе отворена врата. Требаше да ги поминете сите овие сознанија западноевропски за да стигнете до убавината или конечно да ви се забетонира тоа убавото во македонскиот идиом, па се повеќе се интересирате, бидејќи вашето творештво не го карактеризира, нели, фолклорниот звук. Меѓутоа, од неодамнешниот приватен разговор со вас, вие се повеќе се интересирате за корените. Имав една нарачка друга која допрва треба да се случи, затоа не би открил повеќе детали, која бара самите изведувачи бара да има фолклорни елементи. Претходно имав уште неколку такви композиции напишано токму од нарачка, бидејќи очигледно од страна луѓето дури имам чувство дека повеќе се интересираат за нашиот фолклор од што ние се интересираме да го барем систематизираме, а натаму и зачуваме. И во таа прилика токму почнав да ги слушам токму концертите на танец и си се навратив себе си како дете додека татко ми го гледаше танец и сега во еден момент плаче, тоа е среќна музика или во друг момент се смее. Јас ништо тоа не разбирав и можам да признам ми беше малце смешно тогаш. И се фаќам сега, почнувам да истражувам околу 11 вечер, гледам тоа ја 4 саат са бајле и јас се фаќам да ги имам истите реакции како татко ми. Во тој правец мислам дека тоа нешто многу моќно. Коренот на секој човек е многу моќна алатка. Мислам дека само така може искрено да се пренесе некоја емоција. Сега околу делот за точно голем дел од можеби најголемиот дел од мојата истражувачка работа како студент се засноваше на како да кажам, на токму таа западноевропска култура, традиција, па дури трендови, нови трендови. И мислам дека да, тоа беше одлична инвестиција. Алатките од тоа и натаму ги користам, па дури и се повеќе би кажал, но на крај музичкиот идиом на македонското музичко творештво се повеќе на некој природен начин избива. Без некоја посебна моја интенција тоа да е така. Ево и во ова последна композиција која напишав, која завршува со корал. Корал чија музика не е, барем од мои сознанија, не е нешто што јас го познавам. Тука е сега доаѓа и прашањето, ние никогаш не можеме да напишеме нешто што веќе не постои во на најширока смисла на зборот. Секогаш го опишуваме она што го слушаме, само во поинаков контекст и со поинаква драматургија. Но сакам да кажам, не се работеше за некој цитат на македонски фолклор. Мојата колешка од Литванија, композиторката, ме праша која е ова ваша народна песна. И јас бунат викам не е народна песна, но можеби асоцира на фолклор бидејќи звучи како да е испеана од душа. Така што се повеќе го ценам тоа богатство, затоа што, повторно ќе кажам, тоа е единствениот искрен пристап по мене. Ми сигнализираат од режијата дека нашиот разговор летнал, бидејќи моето чувство е такво, бескрајни се разговорите за музика со вас. Ми останува само да ве прашам дали има нешто известно што можеме ли да ве видиме наскоро на сцената како диригент. Верувам дека вашите композиции ќе се изведуваат онолку колку што дозволува динамиката, нели, на нашата сцена и конечно толку знаења,
треба да се има потпора и во другите дисциплини. Претпоставувам дека читате, гледате филмови или нешто друго што ве храни. Не се сите како Игор Стравински кога ќе го прашаат кога добивате инспирација, тогаш кога ќе седнам да работам, не се сите толку сурови, па во таа смисла вие имате и семејство што ве инспирира, што да речеме е посебен предизвик за да си оставите време за себе, бидејќи времето сега веќе морате да го делите и со семејството. Па пред се најголема инспирација самото семејство. Среќата која при дружбата со син ми, тоа е нешто што е неспоредливо. Јас не бев свесен претходно колкаво богатство е тоа и таквиот тој феномен е постојана инспирација, но од друга страна тоа го доживам како собирање, колектирање таа енергија, но сепак за да можам таа инспирација да ја направам, да ја реализирам практично, да ја напишам, ми треба мир. Тука сум исто благодарен на мојата жена која ми дозволува сето тоа да се случи. Најчесто тој мир го наоѓам кога сум осамен, но во природа. Ето, убав пример беше тоа што бев овој процес го на доскорешната композиција го правев на брегот на реката Рајна, со едни прекрасни патеки, мислам дека околу 20 километри беше таа патека, со липи и рози, со мирис на парфем. И во тие моменти, во тие прошетки, тука сето тоа што го собирам како среќа од фамилијата, но и од пријателите, од нашата средина, едноставно го реализирам. И за крај околу тоа што би можело да се очекува како настап диригентски, ако не се лажам, 2 септември или почетокот на септември, настапувам на Дам фестивал во Косово со оркестар Грифон, гудачки оркестар кој во чие создавање учествував со една моја драга колешка Агона Чупи. И потоа со истиот оркестар некаде крај на септември, 26 и 7 септември во Елбасан на надпревар за гудачки оркестри. Тоа се следните вака по дефинирани обврски. Ангел, јас ви благодарам за овој прекрасен разговор. Верувам дека ќе го продолжиме и кога ќе згаснат камерите и во некоја следна прилика. Ви посакувам сите нешта што ги посакувате да ви се остварат, да застанете и пред светски големи оркестри симфониски, бидејќи, како што рековте, се чувствувате и со домашното знаење конкурентни на светската сцена. А тоа ќе биде потврда и за нас како македонска сцена во целост. Благодарам за овој разговор, а вие кога ќе можете поидете до некоја од книжарниците на literatura.mk да си одберете некоја книга за вас или можеби некоја бајка или друга литература за вашето дете, бидејќи продукцијата за деца е навистина голема. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам на издвоениот простор и на овој прекрасен разговор кој, како што и сами кажавте, не ни почувствував кога заврши.